Правиме табла. Бидејќи нашата денешна табла не работи, нашата паметна табла не работи, денеска мораме да импровизираме некако, а ќе импровизираме на начинот на кој што ќе закачаме еден хамер и ќе решаваме задачи затоа што и следниот час ни е час по математика. За кој оделение, наставничке? Сега ни е час по математика за пето оделение. За пето оделение. На наставна содржина множење двоцифрен со двоцифрен број. Ево. Дали може да со двоцифрен број? Двоцифрен со двоцифрен број. И јас ќе одморам малку. Така. Множење двоцифрен со двоцифрен број е многу лесно, драги ученици. Да. Само треба да најдеме, денеска јас сум тука да ви покажам 4 методи за решавање на двоцифрен со двоцифрен број, односно множење на двоцифрен со двоцифрен број. Пред да почнеме да множиме, секогаш дечиња, и секогаш, дали може да земеме селотейп, само ќе земеме еден? Лина, дали може да ми донесеш селотейп? Еве, имаме. Дајте, наставничке, вие предавајте, јас ќе... За секогаш, значи, да можеме пред да множиме двоцифрен со двоцифрен број или било кој број да го множиме, треба да си знаеме од трето оделение па се до крај, дека првен се прави проценка. Значи, секогаш првен мора да се направи процена. Мене ми се залепија ракавиците. Само момент. Добро. Добро, борете, супер. Еве ќе кажеме, например, бројот. Еве го. Например, бројот правиме проценка, рековме. Бројот сакаме да кажеме 23 по 25, може? Може. 23 по 25. Да повториме, рековме дека 23 по 25 е броен израз. Потоа решаваме. Кога ќе направиме проценка, што правиме прво? Најблиску до десетката, која ни е? До 23 поблиску ни е 20 или 30? 20 ни е поблиску. А до 25 ни доаѓа, значи дека може да биде и 30 и 20, бидејќи е на половина петката. Еве ги ставиме. 23 и се работи за 23 и 25 и двата броја се поголеми од 20, пологично е да бидат 30, веројатно. Ќе направиме вториот дел со 30. Еве, ќе помножиме со 20, 20 по 20 и ќе помножиме 20 по 30. 20 по 30. 20 по 20, вака знаеме дека нулата со нулата секогаш се препишуваат, кој имаме на крај нула, 2 по 2, 400, значи 400. 20 по 30, нулите рековме се препишуваат на крај, секогаш се препишуваат нулите на крај, 2 по 3 еднакво на 600. И знаеме дека според нашата проценка дека бројот ќе биде поголем од 400, а помал од 600. Ова ни е само проценка. Сега ќе ви ги покажам, тука сум да ви ги покажам 4 методи на решавање на множење. Првиот метод ни е стандарден метод кој што го решаваме секогаш. Може да го решаваме 23 по 25 во колона, а на некои кои им е полесно да решаваат во редица. 5 по 3 еднакво на 15. 5 пишуваме, едно помниме. 5 по 2 10 и едно што помниме 11. Во множење, секој број се множи со останатата количина, секој број од останатата количина. 2 по 3 6 се поместуваме за едно место налево и 2 по 2 4. Го добивме резултатот 5. 1 плюс 6 е еднакво на 7 и 4 плюс 1 е еднакво на 5. Односно 575. Истото ќе биде тука 5 по 3 15, 5 пишуваме, едно помниме, 5 по 2 10 и едно што помниме 11. 2 по 3 6 се поместуваме за едно место налево, 2 по 2 4. Рековме 5, 6 плюс 1 7 и 1 плюс 4 5. Рековме дека секогаш кога ќе множиме, собираме, одземаме, правиме проверка, така? Да. Со делење. Ето така, ќе направиме една проверка, односно ќе биде производот ни е 575 поделено на 23, да кажеме. Така, треба да ни испадне резултатот? Или 25. Така. 57, бидејќи е двоцифрен број. 57 поделено со 23, најмногу може да влезе во него два пати. 2 по 3 6, 2 по 2 2 по 2 4. 7 минус 6 11.
1, 5 минус 4, 1. 115, 23. Сега, колку значи ни останува на нас? 4 по 25 е 100. И 4 по 23... 5 по 3, 15, 5 по 2, 10 и едно што памтиме, 11. Да ставиме, например, ајде, ако сакаш четврка да ставиме да пробаме? Ајде. Ако не ни е точно, да видиме. 4 по 3, 12. 2 пишуваме, едно памтиме. 4 Помниме. по 2, 2, 8 и едно што помниме, 9. Да видиме дали имаме некој друг број кој што ни е поблизок до 115. Да пробаме со 5, може? 5 мислам дека. 5 по 3, 15. 5 по 2, 10 и 1, 11. Без остаток, резултатот ни е точен, односно количникот ни излезе 25. Ова е првиот метод на решавање на задача. Значи, кога ќе ни дадете тест и кога ќе го направам ова, кога ќе ги помножам, значи за да си го проверам, треба секогаш да поделам. Така, секогаш кога правиме тест, првим правиме проценка. И не само тест, и во приватниот наш живот, кога сме на каса во продавница, секогаш од прилика правам проценка колку ќе ми изнесе сумата. И горе ја решавам задачата и задолжително правам проверка. Вториот метод на множење ни е множење со разложување. Односно разложуваме на десетки и единици. 23 по 25. Кога ќе можеме да разложиме, ова ни се десетки, ова ни се единици. Последните броеви секогаш се единици. Значи секогаш се единици последните броеви, а претходниот број е десетка. Значи доаѓаат единици, десетки, стотки, илјадарки и така натаму. И сега, како ќе го поделиме бројот? 23 помножено со, да можеме да раздвоиме оваа 25-ка, односно 25 има 5 единици, плюс, овдека имаме колку десетки? 2 десетки, односно еднакво на 20. 23 по 20, плюс 23 по 5. Први го решаваме овој дел, првиот дел. 23 помножено со 20. Многу е лесно и да не треба да го разложуваме, бидејќи нулата, секој број помножен со 0 е еднакво на 0. Нулата рековме дека секогаш ја пишуваме на крај, ја префрлуваме секогаш нулата на крај. 2 по 2, 4. Односно 23 по 2. 3 по 2 е еднакво на 6 и 2 по 2 е еднакво на 4. Ни излезе 23 по 20 дека е еднакво на 406. Овој дел го завршивме. Сега треба вториот дел да го разложиме. 23 помножено со 5. Повторно разложуваме десетката, ја разложуваме на десетки единици за да ни биде полесно множењето. Отвараме заграда. 20 помножено со 5 плюс 3 помножено со 5 е еднакво. Јас ќе пишувам во Ајде, ќе можеме и вака да се снајдам. 20 помножено со 5. 0 по 5 е 0, 2 по 5 е 10. Стотка. Плюс 3 по 5 е 15. 15 е еднакво на 5. 115. Така. За дечињата, пошто вака решаваме во училиште со помалите дечиња, петката шкртаме 5 плюс 0 е еднакво на 5. За да не се збуниме, да не заборавим па да повторно да собереме. 1 плюс 0 е еднакво на 1 и единицата ни останува. Се препишуваме. Така. И на крај 460 го собираме со 115 и добиваме 0 плюс 5 е еднакво на 5, 6 плюс 7 е еднакво на 7, 4 плюс 7 е еднакво на 5. 575. Интересно, не сум го знаел овој начин наставнички. Јас секогаш сум ги решавал вака, но и овој начин ми е многу интересен. Може и вака ќе ги решавам. Ова е со разложување. Третиот начин... Има и трет начин. Имаме 4 начини, имаме плюс уште два многу интересни што ќе ви ги покажам за множење. Третиот начин моментално ни се наоѓа, на крај ќе го покажеме. Третиот метод ќе го покажеме на крај, бидејќи ни се наоѓа позади камерот. Еве, ќе земеме вака како трет метод да ни биде множење во колона. Ова дечињата најмногу го сакаат. Сакам да ги поздравам воедно сега си 6-та деление моите дечиња. Најмногу им беше најинтересен. 23 помножено со 25.
Ајде да погледнеме ова. Единицата со единицата, единицата со десетката. Така, крста. 5 по 3. Велам, 5 по 3 е еднакво на 15. Производот си го пишувам под колоната. Потоа одам 5 по 2, а ова ни се десетки, значи ќе пишуваме 5 по 20. Така? Добро. 5 по 20 е еднакво 0 да пишувам. На крај 2 по 5 10, 100. 105-ката завршивме. Сега одиме со двојката. 2 по 3, 6. Само што не е 10-ка, значи 20 по 3. Се забележаме страна 20 по 3. Нели ова ни се десетки, така е. а ова ни се единици. 20 60. по 3 60 и 20 по 20 еднакво на двете нули ги препишуваме. 400. 400. И да провериме сега. Со собирање 5, 1 плюс 0, 1 плюс 6, 7 плюс 0, А, Седум. овој ми е најлесен и најинтересен. 1 плюс 4. Сите ми се добри, в суштина. Сите се добри методи, во суштина, овој метод најмногу го засакаат дечињата, меѓутоа сепак на крај кога ќе научат убаво да множат, се враќаме повторно на првиот Првиот. метод, стандардниот метод. Дали може да пробаме да решиме некоја задача? Ќе пробаме да решиме, само може што нешто да објасним покажем. што е наставничката и четвртиот метод. Имам да го објаснам четвртиот ајде, метод, тоа е но позади, така? дали може, бидејќи немаме услови за пишување, да решиме уште две задачи кои што Може, се да. може? Да. Ученици имаме да ви, ова е за брза математика, односно како најбрзо можеме да помножиме до 20. Значи броеви од 10 до 20, како може да ги помножиме. Мислам дека на сите ќе им се допаѓаат, например 12 по 13. Значи ова е само за множење до 20, не повеќе од 20, од 10 до 20. Погледнете, единици ни се тука двојката и И тројката. тројката, да. Така. Десетки се двата кеца. Така. 2 по 3 е еднакво на 6. Сега, дали 12, кој ќе го собереме со 3 ни дава 15. Исто така и 13, кој ќе го собереме со 2 ни дава 15. Значи само 12 го собирам со 3 или 13 со 2. 12 плюс 3 е еднакво на 15 и си го добивам резултатот. Вау! Ова е многу интересно. Можеме да провериме. ОМГ. Проверка како сакате да направиме. 12 помножено со 14, 2 по 3 еднакво на 6, 3 по 1 еднакво на 3. 1 по 2 еднакво на 2, 1 по 1 еднакво на 1. Собираме 6, Толку 3 е и 2, 156. 156. Значи ова е само за брза математика до 20. Само до 20, од 10 до 20 добивате точен резултат. Кој број сакате можете да го напишете, го добивате резултатот. Вау, интересно. Да. Имаме уште еден начин, ова е за сите броеви. Дали имаме време? Имаме Да. време сигурно, да. Ова не е исто, така сега правиме еден квадрат. Многу е лесно и ова. Правиме квадрат, го делиме на половина. Половинките ги делиме на триаголници. Внимаваме од која страна. Да земеме некој број, ако може друг, малце поголем, за да можам да им објаснам на учениците како Може, единиците се може. префрлуваат во десетки. Например, да го земеме бројот 27 помножено со 18. 27 го пишувам тука горе бројот. 18 го пишувам исто е. Исто е, дали во редица, во колона надолу. 27 по 18. И множиме. 8 по 7 е еднакво. Ова е за сите што знаат математика, меѓутоа пето деление веќе знаат, но таблицата множење треба да знаат добро. 8 по 7 е еднакво на 56. Горе ги пишуваме десетките, долу ги пишуваме единиците. Единиците, добро. Еве ни. 8 по 2. Одиме, си го бараме местото. 8 по 2, 16. Горе десетките, долу единиците. 1 по 7 е еднакво на 7. Со тоа што пишуваме долу 7 кај единиците, рековме кога се пишува единица, пред единицата секој ќе оставаме Нула. нулата. Така. 0,7 и 1 по 2 е еднакво на 2. Таму нула си. Добро. Овдека само ги повлекуваме линиите, за да не сгрешиме. Еве, овдека само ги собираме. Овдека добиваме 6.
Овие три броја ги собираме. 6 плюс 5 плюс 7. Добиваме дека е еднакво на 18. Така? Добро. 6 плюс 5 11 плюс И 7. тамо е 3. Така, меѓутоа, рековме само единиците ги ставаме во долниот дел, така? Ја задржуваме осмицата, а единицата ги си ја префрлиме. Затоа сега потешка задача да им доловаме дечињата дека се префрла десетката. 0 плюс 2, еве ни задачата 0 плюс 2 плюс 1. 0 плюс 2 е 2, плюс 1 е еднакво на 3. И 10 каде што се префрла? Е еднакво, плюс уште 1 е еднакво на 4. И го добивме брат 4, 8,6. 8,6. Односно 486. Ако сака. Супер. Така. Интересно. Сега, И јас сакам да го видам тој четвртиот метод. може да го видиме. Сега ќе. Вака, сега ова што направивме, што липавме, сега да си одлипиме. А не така, Ево го. ќе биде малце потешко. Се надевам, нема таблата да ја превртиме. Ништо нема да е. Се треба да го залепиме на другата страна, да го залепиме. Само вака ќе ги свртиш. И се залепи. Крајме. Ево го. Еве го. Методот 20 по 20 е еднакво на 400. И 20 по 5 е еднакво на 100. 3 по 20 е еднакво на 60. 3 по 5 е еднакво на 15. 400 плюс 100 е еднакво на 500. 60 плюс 15 е еднакво на 75. 0 плюс 5 е 5. 0 плюс 7 е 7. И го добивме резултатот од 23 по 25, супер. 575. Малку сега скративме, убрзавме. го научивме и четвртиот начин. Така. Одлично Се надевам наставничке. дека им беше лесно, дека им беше убаво, интересно. За домашна задача може да имат насока да решат 5 задачи со метод кој што им е најлесен за решавање. Сега дали би можела да ги поздравам дечињата? Поздравите ги. Би сакала да ги поздравам дечињата од прво оделение, од основното училиште Вера Јоцик. Сите колеги кои што ми недостасуваат премногу, бидејќи не сме во училиште, се разбира, најбитен од сите директорот наш на училиште, кој што ни помага, ни овозможува да се уклучиме во секоја професионална работа, во сите проекти кои што ни се наоѓаат во училиште и кои што соработуваме исто така со многу други училишта. Воедно Поздрав! поздрави сите дечиња. Ви благодариме за часот по математика. Довидување. Пум.